Паралелно со војната и обидот за анексија на Украина, светот проектираше ригорозни економско-финансиски санкции. И Македонија се приклучи кон затворање на билатералната трговија со Русија. Ова земја е меѓу 20 држави во размената со Македонија со годишен суфицит од над 100 милиони долари. Дел од македонскиот аграр ќе биде посиромаштен за заштита и производство на пласменот на македонските производи на рускиот и украинскиот пазар. Кон средината на 90-тите години од Скопје си замина единствената руска банка со мешовит капитал за економско-политичките последици од руската инвазија врз Украина. Во однос на прашањето колку руски капитал, воглавном е тој во енергетскиот сектор. И рударството. Така, енергетскиот сектор, но и не само во тој. Предпоставка е дека е некаде околу 400 милиони долари вкупниот досега вложен капитал. Тоа пред се однесува на вложените средства во Лукойл Македонија, Тето и средствата кои што беа вложени, да речеме, во компаниите од трговската индустријска развојна зона Бунарџик, компанија за производство на козметички средства и секако Максбет, кој што инвестираше во изградбата на салата на Сандански и понатаму во спортските екипи. Каде во вакви услови на санкции ќе бидат префрлани руските финансиски средства? Видете, во услови на санкции во кои што сега се наоѓа руската економија, од она што може да се прочита и да се види од нивните медиуми, но и од комуникација наша со нашите партнерски стопански комори кои во изминативе години сме соработувале, се уште самите знаете дека SWIFT системот кој беше донесен како мерка, односно исклучување на определени нивни банки од тој систем, остави простор за определени банки да се уште работат и преку нив се врши платежниот биланс помеѓу западните или нашата земја со Руската Федерација. Можно ли е сомнителен руски капитал да влезе на македонска територија низ македонските банки? Не. Не, македонските банки и порано и сега преку определени инструменти кои што ги пропишува Народната банка, Министерството за финансии, и досега не се случило да дојде до таква прво до интенција, па потоа или да се реализира такво нешто. Тука апсолутно сум уверен дека нашата Народната банка ги следи тие такви. Може и да дојде до реваншистички процес после одлуката од македонска страна да се придружи на санкциите како дел, сега да ни се случи возвратен удар од официјална Москва кон нас. Зборот реваншистички за мене е малку силен, меѓутоа во однос на тоа дали ќе имаме контрасанкции, очекувам дека ќе имаме. И тоа не дека така, да речеме, произволно го кажувам ова, има основа за такво нешто. При санкциите во 2014 година, кога западните земји, пред се Европската Унија, САД, Норвешка и Канада ги поставија на Руската Федерација, во определен временски период, Руската Федерација направи контрасанкции на овие земји. Така да, секогаш кога добиваат санкции од некоја земја, во овој случај и од нашата, ќе следат контрасанкции. Она што е важно е да видиме каков е обемот, каков ќе биде обемот. Убеден сум дека ќе има, но дали ќе бидат во 100% или ќе бидат, да кажам, насочени кон определена гранка, во овој момент мислам дека никој не може да го каже тоа, се додека не ги видиме нивните проценти. Според податоците помеѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација, трговската размена е околу 200 милиони американски долари. Минатата година таа застана на бројката од 233,5 милиони долари, што е раст за 12,4% и е повисока за 25,5 милиони долари отколку во 2020 година. Дали санкциите кон Русија ќе значат и тенчење на профитот? Дефинитивно да. Не само минатата година, ако ја погледнете, да ги погледнеме годините наназад, чисто како една информација за вашите гледачи. Значи,
Тоа трговска размена се движи во рангот на тие 200, 210, 230, 193 милиони, значи да ја земеме како една бројка гранична 200 милиони. Многу важен е моментот дека извозната компонента од нашите производители, значи кон Руската Федерација, беше во постојан пораст. Значи, и тоа е нешто што нас не охрабруваше дека соработката ќе оди во нагорна линија. И тоа е сега и нешто што не загрижува и што сме сигурни дека дефинитивно ќе ги истанчи, како што велите, можностите за профит. Минатата година извозот на македонски производи беше 56 милиони долари американски, а во 2020 60 милиони. Тука ќе потцртам дека намалене поради тоа што имавме временска непогода за главните наши извозни производи, тоа се земјоделските праска, нектарина, кајси кои поради мрзнењето лани не успеа да ги донесат дополнителните десетина милиони долари извоз, што значи ќе го надминевме извозот од 2020. Но како и да е, треба да напоменам дека 1/3 од македонското земјоделско производство завршуваше на рускиот пазар. Или во бројки, минатата година некаде околу 25 милиони долари беше извозот на земјоделски производи во Руската Федерација. Во 2020 околу 33 милиони. Извозно најмногу сме присутни на рускиот пазар преку земјоделието, фармацевската индустрија и текстилната индустрија. И автомобилската. И автомобилската. Да, значи правевме делови од Како овие загуби на компаниите од овој сектор би се санирале? Да, тоа е главното прашање во овој момент. Затоа велам дека ќе имаме негативни последици, апсолутно. Многу тешко е веднаш да најдете алтернативен пазар. При тоа, не само ние ќе треба да бараме алтернативен пазар, веројатно и сите оние земји кои се приклучија кон тие санкции ќе мораат за своите производи сега да бараат место каде да ги пласираат и ќе се сретнеме повторно со истата конкуренција на другите пазари, а во овој случај морам да потцртам дека ние квалитативно и квантитативно не сме толку спремни, да кажам, да го понудиме истиот производ што поминувал во Руска Федерација и на некои од западните пазари. И тоа е факт. Каде најмногу ќе се почувствува загубите? Најмногу ќе ги почувствува примарниот земјоделец, доколку има санкции, контрасанкции од нивна страна на нашиот извоз на земјоделски производи, дефинитивно ќе го почувствуваат луѓето од земјоделието. Вообичаено фармацевската индустрија, зборувам производството на лекови, не би требало да добијат санкции. Сега исто така ние го развивме и делот на продажба на вино. Значи многу е вака индикативно како и кон нив ќе се одрази. Знаете, многу тешко се освојуваше тој пазар. Десетина години беа потребни да не дознаат како земја која има свој потенцијали, која има квалитетно производство, која може да понуди добар производ за тие услови кои што се бараат. Ако само се подсетам, во 2012-13 година македонскиот извоз на вино изнесуваше околу 200.000 литри наливно вино во буриње, значи испратено во Руската Федерација, за да лание завршиме со 2 милиони шишиња извоз. Значи, многу е поразличната додадената вредност на тој извоз, а очекувавме оваа година зголемување за некои 20% на продажба на тоа вино. Господин Бешлиев, постои ли опасност да бидете принудени како Македонско-Руска комора да ставите клуч на врата? Видете, ние во основа сме, самиот наслов го кажува, Македонско-Руска стопанска комора и нашето мото е економска соработка со компанија од Руската Федерација. Во овој момент сметаме дека се уште имаме доволно, да кажам, капацитет, можности и очекување дека ќе продолжиме да функционираме, бидејќи се стремиме кон тоа да соработката после овие немили настани се обнови и продолжи. И да има контрасанкции, доколку тие не бидат во сите сфери, ние ќе можеме да продолжиме апсолутно да работиме. Ние го забораваме туризмот.
Ако само се подсетиме, минатата година се поставија 2 директни авиолинии. Значи, Скопје-Москва и Скопје-Санкт-Петербург. Верувам дека и се го поздравувам скорото завршување на овој конфликт со цел да повторно отварање на небото, движењето на луѓето да може да придонесе да нашите хотелиери, нашите туроператори повторно ги остварат своите зацртани планови, а нашата улога ја гледаме во тој дел на обезбедување на контакти и бизнис врски. Поштовани речи, тоа беше Дејан Бишлиев, извршен директор на Македонско-руската стопанска комара. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.